Благодарам до вас медиумите кои што не следите, ни помагате, го слушнавте гласот на јавните комунални претпријатија и вработените во јавните комунални претпријатија. Исто така сакам да се заблагодарам на регулаторната комисија која што остваруваме редовни контакти и има слух за проблемите, ги препознаваат, но посебно благодарност до синдикатите кои што даваат поддршка и јавно и со нивно присуство и како представници на вработените во јавните комунални претпријатија целосно разбира состојбата во која што се наоѓаме. Дали Дојранското езеро е пред еколошка катастрофа или паниката кај граѓаните е неоснована? Ова е најчестото прашање меѓу дојранчани и редовните посетители кои со недели алармираат дека водата е загадена. Најревносните критики се на социјалните мрежи. Во групите посветени на Дојран, но и на официјалните профили на општината се бара одговорност и итно преземање мерки за заштита на езерото. Граѓаните реагираат дека загаденоста во Дојранското езеро е видлива со голо око и посочуваат повеќе точки на кои што се гледа пена и насобрана нечистотија на површината на езерото близу до крајбрежјето. За разлика од активностите на интернет, граѓаните не се многу расположени да коментираат пред камера. Рибарите кои се поприсутни како што одминува летото, велат дека има разлика во квалитетот на водата од минатата година. Па езеро стварно не е чисто. Фекалии пуштаат. Сега слушав некои рибари кажува некоја боја, некоја смеса имало во езерото. Треба да се преземат водата мерки? Падната е, па нормално. Треба градоначалникот да си преземе мерки, да види што е, како е, да испита. Доаѓате често на риболов? Па доаѓам во Дојран, од Скопје сум, ама Да. И доаѓам. Да. промените годинава се поизразени? Поизразени се годинава, да. Лани беше фино, чисто беше, пополно беше со вода. Така годинава падната е метро водата. Градоначалникот Анго вели дека езерото не е во лоша состојба и дека водата е безбедна за капење. Тој потсети на досегашните анализи кои ги правеа повеќе релевантни институции. Дека во последните 2 години со Милијево контакт, односно фактички ги користиме експертите кои што се вклучени во таа невладина организација и помагаат навистина многу за заштитата на пред се на езерото и на животната средина. Укажуваат на тоа дека треба да се поработи на подобрување на квалитетот и зачувување на нашиот бисер, југот од нашата држава. Работиме многу со нив, веќе во последно време се направени целосни документации од физибилити студии до испитувања кои што навистина ни помагаат во таргетирање на оние проблеми кои што треба да ги решаваме и проектите кои што треба да ги реализираме за да го подобриме квалитетот. Сакам да напоменам дека Институтот за јавно здравје секоја година пред летната сезона посебно има зачестени контроли на квалитетот на водата и излегува со извештај за тоа каков е квалитетот, значи нема простор за загриженост. Анго вели дека колекторот функционира, иако е реална потребата од обнова на колекторот и на пречистителната станица поради застареноста, но и зголемените градежни активности во околината на Дојран. Колекторскиот систем и пречистителната станица работат и функционираат, меѓутоа има поголеми проблеми кога имаме огромен број на посетители, затоа што во тој период е правен со помал капацитет, односно со капацитет за